Помина речиси 12 години откако прв пат го посетив руралниот регион Долни Дримкол, каде што ме пречекаа моите долнодримковци, кои ме прошетаа низ непрегледните долини, дримколски пасишта, планински и долински предели, ги видов добрините кои ги создава природата, колоритниот сеај на еселската убавина, безпрекорно ткаена во верижните јабланички караормански планински венци, сончевите есенски зраци кои силно блескотеа над хоризонтот, прекрашувајќи се во глобочичкото долнодримколско водно огледало, отсликувајќи ја многовековната печалбарска долнодримколска традиција, и ми раскажа за домаќилокот во селото Безово, за некогашното полно сред село со народ во селото Модрич, за свадбите и крштевките во Пискупштина, Дренок и Нерези, животните печалбарски патешествија на печалбарите во селото Луково, мајсторлакот во Јабланица, за се она што е знаено и незнаено во Долнодримколско. Почитувани мои, ете како што вели народот, по 12 години повторно дојдов во Долнодримколско, во селото Јабланица, на верскиот празник Голема недела, ова 2022 во Господово лето, кој се празнува со векови во манастирската црква Свети Илија, по покана на чаколниот манастирски одбор, а пред се на Илчо Цоклевски, кој воедно пред 12 на години ми беше домаќин и водич низ ова Долнодримколско село. Како по стар обичај кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, за селото Јабланица трнав рано, мошне рано, околу 4 саатот народски кажано, овој пат со моето возило, со стариот руски джип, со Камазот, кој речиси 20 и кусур години ми е верен сопатник, откако малку го оставив, што се вели, некој ден и тој да одмори, да се среди малку, да се подготви за новите патешествија што го чекаат. По речиси 2 и кусур сати народско кажано, возење по магистралниот пат, Скопје, Тетово, Гостивар, Кичово, во правец на Охрид, на речиси 20 на километри пред Охрид, по излазот од Ботушата клисура, во непосредна близина на Охридскиот аеродром, кај селото Подмолје, претувајќи десно возејќи по Струмско-Долнодримколската магистрала, чија 20 на километарска патна делница криволесно се извиваше покрај Глобочичкото езеро, поминувајќи покрај селата Пискупштина, накачувајќи низ питомите јабланички планински шумски предели, поминувајќи низ заторот на селото Безово, насладувајќи се од летната колоритна убавина што природата му ја дарила на овој крај, во раните утрински сати стасав во селото Јабланица, каде што ступкано како орловско гнездо раскошно блескотеше од утринските зраци на јабланичкото сонце. Може би се прашувате зошто во ова село дојдов рано, во зорите. Драги мои, имав две причини. Едната да ги надополнам моите досегашни сознанија за битесувањето на ова село, а другата мештаните да ми го раскажат преданието за настанот кој се случил пред многу векови, кое што се уште живее и се пренесува од генерација на генерација и не ја изгубило вистинската форма, за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, кој го спасил селото Јабланица од намерата на група качаци од соседна Албанија да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица, кое предание зазема посебно место во колективната меморија кај секој јабланичарец, кој манастир чие име го носи на пророкот Свети Илија, со векове заштитник на ова село, чие празнување секој Господово лето се сопаѓа со верскиот празник Голема недела, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од ова село, особено меѓу оние поупатените во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно фатени или недопрени овде,
ке вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната правна заборавот. Почитувани мои, малку чудно ми беше затоа што во селото Јабланица не се чувствуваше она вообичаеното селско седнародно празнување. Се веле во себе каде се луѓево, нели е празник денеска, но додека размислував и одев кон селото, за миг мојата мисла ја отрна еден глас кој доаѓаше спроти мене, кој ми велеше: Добре дојде, Зоране, каде си што те нема? Долго те чекам да дојдеш и во ова село, Зоране. Зоране, на телевизија на саде ми те гледам, со радост ги гледам репортаживе за нашиве села, многу убаво редом ги редиш историографските податоци, затоа што јас по вокација не сум историчар и ме задоволува фактот што сите податоци што ги кажуваш во репортаживе се веродостојни, а и ги имам проверено листајќи ги низ моја историографска литература со која располагам. Иначе моето име е Илчо, а презиме Цоклески. Ако се сеќаваш на мене кога пред 20 години заедно ја направивме репортажата за моево село Јабланица, ми велеше: Како не се сеќавам, можете убаво ликот и го памтам, кога со тамчето кое ти го возеше се опативме горе во планината, патем во манастирот Света Недела, а потоа во манастирот Свети Илија, му реков. Бравост, бре, Зоране, бравост, мило ми е што се сети, јас паси мислев ќе ме заборавиш, додаде Илчо Цоклески. Како ќе те заборавам, иако поминаа 12 години, сепак многу не си се видоизменил, не си подостарел, и тогаш и сега се уште надолик ми изгледаш на шега, и јас му додадов. Откако, како што се вели, за кратко време си се прикажавме, и си го почнавме муабетот надолго и на широко за селото Јабланица, на самиот почеток на нашето дружење, Илчо Цоклески ми напомна да не ме чуди тоа што во селово ја нема во бичаената празнична врева, затоа што празнувањето започнува некаде во приклучерината, горе во манастирот, каде што сето село ќе биде во манастирскиот двор. Што току мојот домаќи Илчо започна да ми раскажува едно од многуте недораскажени приказни за неговото родно село, околу нас се собраа и други мештани од ова село, кои налик на она што претходно ми го кажа Илчо Цоклески и тие ми велеа: Редно е да си дојдеш и ти дома. Ајде со нас, наши сме, како наш те сапиме, како домороден да си во селово наше. Туку, Зоране, ние имаме еден предлог, пошто имаме обвршки горе во манастирон денешен, твој водич ни селово предлагаме да ти биде нашиот соселанец Илчо Цоклески. Што велиш? Бива? Во хор ме прашаа на собраните селани. Бива, како не бива, им одговори. Секаде да го прошеташ, гостинов наш, во секое патче и сокаче да влезете, во секој селски двор да отидете, со секој човек лав моабе да направи, се да сними, се да бележи, да се види, да видат сите кои сме, што сме, од кај сме и да види цел свет какви домаќини сме, како по старо време, така и до ден денешен, кај нас овде во нашето село, селото Јабланица, му дадоа заповед мештаните на Илчо Цоклески. Од Луково, преку селото Скупштина, селото Нерези, дојдовме овдека во селото Јабланица, распослано во пазовите на дворостасот Јабланица. Ова е овде селото Јабланица. Погледнете ја убавината и уживајте.
Почитувани мои, пред да ја проследите приказната за пригодната празнична прослава што ја организираа мештаните од ова населено место во чест на настанок кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на манастирот Свети Илија, кој го спасил селото Јабланица од намерата на група качаци од сопствена Албанија да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица. Предлагам да ви пренесам дел од моите историографски сознанија за селото Јабланица, што така да речам неуморно ги прибирав изминативе години, копајќи низ архивските оставштини од многу учени луѓе, патописци, крстарејќи низ Дримковскава регија во вековиве што изминале. Селото Јабланица се наоѓа во областа Дримкол, во северниот дел на територијата на општината Струга, на источните огранки на планината Јабланица, на пространната планинска тераса, на левата страна на Јабланичката река, на 25 км северозападно од градот Струга и на 37 км јужно од Дебар, поделено на 7 мала, Дејковска, Горна, Шајнова, Гроб, Топлец, Ломница и Бојко Мало. Селото Јабланица е действен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културни, исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на селово му даваат посебност, единственост, репрезентативност и аутентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат речиси од кога настанало човештвото, поточно речено од праисторијата, од почетокот на историјата, од античко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и да нешто во наше современие, се дознава дека во ова регија, така да речам, урбаното живење било добро организирано. Минатото и сегашноста на Јабланица е премногу за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други, со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на јабланичкиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени за превозот на времето. Селото Јабланица илјадници години зрачи на целиот негов простор како дел од животниот простор на бригите, пелагонците, пајонците, линкестирите, енгелеадите, десаретите, орестите, еордаите, елимеите, ботијаците, перијаците, алпомите, мигдонците, крестонците, бишалтите, еродејците, едонистите, сите познати во Хомеровата Илијада, сите сродни по јазик македонски култура македонска, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргиадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби житија кои датираат од 969-та до 1018 година за време на владеењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владеењето на македонскиот владетел Царо Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 година до 1018 година, како дел од владавината на византинскиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византинскиот цар, царот Константин Асен Тиг, од 1257 година, во грамотата на византинските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава, предводена од македонските властелини, царот Стефан Урус IV Душан Немањич,
кој со Македонија владеел од 1340 до 1356 година, каде што се споменува во Душановата повелба од 1342 до 1345 година за манастирот Света Богородица Привлета во Охрид, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Добар ден. Добар ден. Како си ми? Добро. Како ти е името? Цоклеска Вирка. А презиме? Цоклеска. А, Цоклеска. Од овде си од Јабланица? Да. Како ти се вика домајчинот? Домаќинот Цоклески Трајан. Може да се сетиш како се зедовте пред 30-40 години? Зимно, летно, пролетно, есено? Зимно. Бегалка или шума свадба? Не, со свадба. Со свадба? Да. Колку Господ чела ви даде? Едно. Машко, женско? Машко. Како се вика? Туде. Колку внучина имаш? 3. Како се викаат? Благојче, Оливера и Мишела. Кој ти е помило, првото или цугарето? Сите. Сите, а? Сите. Кога ти се радува душата повеќе, кој ќе дојде да те видат или кој ќе се ода во градот? Ако ќе дојде да ме видат. Така. Ова сега да ми кажеш, што поработиш овдека са, овдека? Од све по селска работа. Така. Кој ти се комши за Лошо Зарно? За Лошо Зарно ми се таму кумата ми е најблиску. Како се вика? Мира Така. Чулупановска. Така. И Машки Ангелко Чулупановски. Овде во село имате кооперација продавница? Сега имаше, сега нема. Так. Ами кај одите да речеме за солца, брашно, маслце? Струга. Так. Ова да те прашам, кој ти е куќна слава тебе со домајчинот? Куќна слава ми е Свети Никола. Так. Може ли да седиш како беше пред 40 години за Великден, за Божик, за Свети Никола, за Илинден? Да. Беше очиго кога на светло ќе излезеа овој. А сега нема така. Така. Туку вака сега бркачи ти твојата работа, ние со Илчо нашата, Да. оти имаме горе не чекаат и во манастирот и во селото. Да поможите. Нека дено за многу години. За многу години. Обстојувањето на селото Јабланица е забележено и во Отоманскиот пописен тапи тефтер број 8 од 1436 година за време на владеењето на Отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, со чиј атор раководеле Амет Балабан бег и Сари Мула бег. Во пописниот дефтер од 1446 година, направен 10 години после востанието на Ѓорѓија Кастриот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на Охридската каза и имало статус на дервеџинско село, за да во 16 век административно припаднало кон Дебарската каза. Во периодот на пописот во селото имало 20 домаќинства, селото плаќало данок од 3026 акчиња, 1/3 од целокупниот данок од Долни Дринкол. Исто така, селото Јабланица е забележено и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од датарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а преостанатиот дел од датарот на вакуфот на Устреф ага и на вакуфот на Демо ага, во чии вакуфи живееле 50 домаќинства, сите рисјани. Селото е забележено и во отоманските пописни дефтери од 1565 година, во отоманскиот дефтер од 1570 година,
а во пописниот дефтер од 1582 година е забележено дека селото броело 64 домаќинства, а припаѓало на Охридската каза. Во втората половина на 17 век селото му припаѓало на тимарот Адем Паша, чии негови неколку чифлици ги раководеле Дозан ага, Кара Мустафа бек, Абдул-ага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек. Според отоманскиот попис од 1867 година, селото броело 80 христијански домаќинства. Пред крајот на турското владење, состојници на чифлиците во селото Јабланица биле Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чипчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Во 19 век Јабланица било село во рамките на Дебарската каза на Отоманското царство. Според поратоците од 1879 година, селото имало 120 домаќинства и 336 жители, од кои 348 православни македонци и 18 македонци со мухамеданска вероисповест. Колку мала има село во Јабланица? 1, 2, 3, 7. Кои се тие? Само малци. Топлец, Ломница, Горно Мала, Ченгенемине Мала, инако е викат. Збориште се вика тука горе. Оно кај школата е Гроф. Свети Никола, овде има 7 цркви, 8. Светилја, утре славиме, повелете, дојдите. Ќе бидам и разбравте ово? Да, и ќе бидам вечерови на заслогот, и утре ќе бидам орчува. Ќе видиш тука? Така да. Јабланица, селово, така? Да. 7 километри имат пречник. Од онај Ридон горе, снимајте го, до Грешки треба са нере, Зебезево, до Радуч, Стрижак. Овде имат 2 планини. Радуч, Стрижак, зашто се вика Стрижак? Постригнал некој. Так. Радуч, заравнал некој. Онај Стрижак некогаш потоп, кога бил, тој Ное. Дедо Ное што бил. Така. Аво, поминал тука, дедо Доне покојни ми кажуваше, не, зашто зи? Поминал горе, на Стрижак постригнал, а на Радоч заравнал. На Радоч има равно место. Во Јабланица. Колку има куќи денеска Јабланица и колку жители има? Ме прашувате колку се, како ја стално. Така, да, што постојано живеа. Па 70-80. Така. Стално. Така. Овде имаше 7.000-8.000 овци, некогаш. Со овци се видели. Кога беше поарен животот пред едно 40 години, кога беше млад или денеска? Животот ми беше подобар тога, ми се чини. Така. Затоа што ќе појдев на работа. Ќе појдев со луѓето. Ќе дојдев рајат со луѓето. Така. Со браќа, сестри, дечиња. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија, Патријаршија 1394-1767 од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според поратоците на Васил Крмчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, во селото живееле 960 жители, од кои 850 православни
и 110 мухамеданци, додека пак според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 992 жители. Дека селото Јабланица на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонски, балкански, туку и во светски размери и антрополози, доктор Милорад Филиповиќ, Дебарски Дримкол, издаден во Белград 1939 година. За селото го забележал следното: куќите, нивите, ливадите, како да се поставени терасовидно гледајќи на јужната страна. Ако се гледа од долните делови на селото, се добива впечаток дека одделни куќи се губат помеѓу високите дрвја и многобројните долови, но зачудувачки тоа што од секоја куќа се шири прекрасен поглед и голем отворен простор. Селото има 6 думала: Дејковска, Горна, Шајнова, Гроб, Топлец, Бојко и Лимонница. Најстарата мала во селото е Дејковската, а најголема е Горната мала, од која што се претпоставува дека настанале другите мали. Имињата на малите се добиени по локалните топоними и по имињата на членовите на одредени родови што први се населиле на тој простор. Антропологот и географ Милорад Филиповиќ во својото историографско дело Дебарски Дримкол го забележал и следново: низ селото Јабланица поминувал еден крак од патот Вија Игнација, што ги поврзувал градовите Лихнидос и Еналхон со градот Масио, Скампа и Дурациум, а случајно пронајдените предмети од обработената керамика, метал и накит, како и одредени топоними што асоцираат на римскиот период, се доволен доказ дека тука имало населба уште од давнешни времиња. Доктор Милорад Филиповиќ во својот научен труд Дебарски Дримкол ги забележал најстарите семени лози. Старински семени лози се Бизимовци, Батковци, Геровци, Симиџиовци, Бандовци, Менкиновци, Буклиовци, Чоклевци, Лазаревци, Шинковци, Чулаповци, Палиовци или Поповци, Джеревци и Печијаревци. Родовите Бандовци, Менкиновци, Буклиовци, Чоклевци и Лазаревци се гранка од родот Симиџиовци. Доселенички родови во Јабланица се Кошковци, Белковци, Долинци, Аџиовци, Кочовци, Шикулевци и Петровци, кои се доселени од селото Мартинеши во Албанија, близу до реката Мат, Домазетовци доселени се од селото Стеблево во Албанија, Велкоњевци, Топузовци, Будиовци, Марковци, Терзиовци и Цаповци доселени се од селото Клејње, Голобрдо, Албанија, додека пак Лекици доселени се од местото Лејки, кај Скадар, Северна Албанија, додека пак на семените родови Апостоловци и Постоловци не им се знае потеклото, додека пак Алчковци потекнуваат од предок кој дошол како домазет од селото Брчево, Пентелешовци доселени се од некое место кај Солун, Егејска Македонија, Симиџиовци потекнуваат од предок кој бил посинет од Солунско и Тримовци потекнуваат од домазет доселен од селото Нерези. Доктор Милорад Филиповиќ во својот научен труд Дебарски Дримкол ги забележал и потурчените семејни родови, и тоа Садиковци, Ајдовци, Шабевци, Адемовци, Јусуковци, чие нивно потекло е од семејниот род на Домазетовци, додека пак семејните родови на Демировци и Јашаровци водат потекло од семејниот род на Печиновци.
Втората половина на 18 век за Јабланица е период за обновување на селото испразнато со пустошењето на турски обашибозук, кој броел околу 200 души, чие нивно уништување го извршил аскерот под водство на Дозанага, Кара Мустафа бек, Абдулага, Сейди бек, Јолдаш бек и Назис Ахмед бек, додека пак Хаджи Шукри бек, Адил бек, Исмаил Каза Сага, Тевди бек, Аджи Абдула бек и Аджи Рауф бек, кои припаѓале на солунскиот турски род Казаслар, лично ги набавиле ферманите и одобренијата од султанот за реобнова на разрушената главна селска црква Свети Илија, како и на црквите Света Богородица Пречиста, Света Мина, Свети Виктори Викенти и Свети Пантелие, манастирската црква Пророк Свети Илија, како и на параклисите Света Петка, Свети Никола, Света Петка Римска, Света Недела, како и Јуручко-Дермишката џамија. Селото Јабланица уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1887 година во црквата Свети Илија на македонски црковен книжевен јазик, а според пишаните документи, прв учител бил попот Арсо Лековски. Јас сум Чиро Бузимовски. Роден сум овде во Јабланица 1954 година. Уште од раните училишни денови, а и во средношколските денови, желба имав да го работам овој позив, да бидам учител, наставник, па се определив и студирав, завршив педагошка академија и се вработив 1978 година во училиштето во Јабланица и постојано тука бев во тоа училиште до пензионирањето. Секако тој позив ми беше љубов. Имавме тогаш околу 200 и кога се вработив околу 230 ученика. Меѓутоа миграцијата беше моќна многу, така да сега кога се пензионирав имавме околу 50-60 ученици во училиштето. Ќе може ли малце да се присетите на колку во првата паралелка, како беше? Многу добро се сеќавам. Тоа беше 1961 кога се запишав ученик. 61 ученик бев него во тие клупите што беа со столот и клупа заедно. По четворица ученици седевме на иста клупа. Беше многу, тогаш училиштето имаше најголем број на деца, негде околу 280 ученици. Кога прв пат се вработив, училиштето имаше негде по 35-6 по 37-8 негде поделени беа по две паралелки, по 16-17 ученици во една паралелка. Там првото вработување и првиот мој час како оделенски час, како класен раководител, така популарно, беше со 600 Б оделение кое што имаше околу 16-17 ученици. Како ви се викаше вашиот учител што ве научи да читате и пишувате азбуката, оземање и таблицата множење? Да, мојот прв учител беше Урош Поповски од соседно село Лакавица во Јабланица работеше, ме учеше во прво и во второ оделение. Сите 61 дете, 60 на 60 деца во една паралелка не учеше тој. После трето оделение друг учител ми се смена и неговиот брат Лазар после не презеде, после дојдоа се измени законот за основно образование, се формирае се отвори осмолетката на повисоко ниво, до тогаш беше до четврто деление, после отиде до осмо деление и тогаш дојде поголем број на учители и веќе од петто деление имаше предметни наставници, предметни посебно.
Во подалечното минато, мештаните од селото Јабланица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отомашкото владење, како што е во станието на Ѓорѓи Кастриот, каде што Јабланичкото кале било едно од најсилните утврдувања на востаниците. Исто така во периодот под османлиското робство од страна на јабланичани се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор, меѓу кои свештеникот Арсо Лековски, кој во 1898 година заедно со селаните водел неколкудневни борби со арнаутските плячкашки чети. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свест кај населението, кое со години била потискана како по делитковските села, така и во Јабланица. Мештаните од селото Јабланица учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отомашкото владење за самостојна Македонија, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Во 1902 година во Јабланица престојувал војводата Никола Русински со Охридската околитска чета при формирањето на Дринковската чета, која броела 20 члена, а прв незин војвода бил Цветан Керов. По неуспехот на Илинденското востание, посебно периодот помеѓу Балканските војни, бил крвав период за Јабланица. Во борбата за превласт помеѓу албанските качаси, бугарските езархисти и српските четници страдале и јабланичани, каде што во текот на 1913 година албанските качаци заклале 16 души, а српските четници, предводени од Василије Трвич, убиле тројца членови на ВМРО, меѓу кои и свештеникот Наум Пејчиновски. Во времето на Балканските и Првата светска војна, состојбата воопшто не се променила. Напротив, јабланичани, како и безброј други македонци, ги оставиле животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерал жителите од овој простор без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Јабланичани активно се вклучуваат во антифашистичкото движење. Како активни учесници во народно-ослободителната борба, седумината борци Велјо Кленовски, Максим Ѓерески, Јаким Лековски, Русе Лековски, Петре Шикулески, Павле Долински, Трендафил и Јордан Христовски ги положија своите животи на Срединскиот фронт, чии нивни имиња останаа вечно врежени во колективната меморија на јабланичани. Периодот после Втората светска војна, па се до средината на 60-тите години на 20 век, се смета за период на просперитет на селото, каде што во овој временски период се пробиваат патишта, се гради водоводот и се врши електрификација. Во 1948 година во Јабланица живеат 1186 жители. Во 1953 година 1300 жители. Во 1961 година Јабланица представува големо село со 1448 жители, а како резултат на погрешната економска политика на државата кон овие краишта, почнува масовна миграција на населението од Јабланица, каде што од година во година бројот на населението постојано опаѓа, така што во 1971 година Јабланица брои 1394 жители, 1981 година 1187 жители, 1994 година 741 жител, во 2002 година Јабланица брои 553 жители, за да денешка Јабланица ги преживува најтешките мигови од своето постоење. Кога секој добронамерник ќе дојде во Јабланица и кога ќе прошете ни седумте мала, иако негде годе се уште ја има старата традиционална селска македонска архитектура, ќе се одушеви од современата архитектонска градба
со новоизградените семејни куќи, кои говорат дека селото Јабланица не е заборавено село во Република Македонија. Ти си први меѓу еднаквите овде кај Црковниот одбор. Која е твојата мотивација така да заедно со мештаните од селото Јабланица, без разлика дали тука живеат или во урбаните градови во Македонија, во Америка, Австралија или Канада, која е таа мотивација тој духовен живот овдека во Јабланица да продолжи, пошто Јабланица има 8 цркви и овој манастир Свети Илија тоа се 9. Се вика Милчо Цоклески, во одборот сум од 2009 година. Кога стигнавме како одбор, тука затекнавме една црква и една мала кујна која не беше доизградена. Со помош на сите верници, со помош на пријатели кои беа малку помоќни, да речам, успеавме да го изградиме во овие 12 години. Манастирот сега се привршуваат цртањето на фреските. За година-две сигурно ќе биде и неговото прво осветување. А иначе мотивацијата како жител на ова село, радоста ја споделувам со сите што го имаме овој дел. Мислам дека секој во својот крај сака да има еден ваков храм, едно вакво светилиште. Традицијата што ја имаме, не сакаме никогаш да заборавиме или да напуштиме, и сите што се иселени, сите што се постранство, сите што се во нашите околни села, даваат се од себе, од финанси, од нивното присуство преку работни акции, така да сам човек ова не може да го направи, освен со поддршка од сите луѓе. Колку други цркви има селото Јабланица? Вкупно сме 8 цркви. Најстарата е Свети Мартинија, Свети Мино, па Пресвета Богородица, втора, па трета е соборниот храм Свети Илија, манастирот Свети Илија што го кај што сме сега, што никој не паметиме од кога постои, па Света Петка, 2 црквичња имаме, и Свети Никола, и Света Среда. Дали се одбележува патроните празници на сите овие цркви? На сите. Значи буквално на сите, и на сите има, кога се патроните празници, значи има крштевање вода, луѓето си ги задржа обичаите, традицијата, секогаш како што се славело, така и денеска. Сега вака еднакова патом по селата, многу пати прашувам кој му е летна слава на Јабланица? Или пак колку? Селска слава е Илинден. Така? Да. Значи, тогаш исто, пошто е на 2 август, се враќаат луѓето од печалба од по другите населени места. Оние што имаат остаено дел од огнишчето доаѓаат како на викенд. Оние што немаат доаѓаат кај пријатели. Со еден збор селото се полни. Овој ден за нас е најголемиот ден. Овој ден селото живее за овој ден, и денеска селото е најживо. Значи, денеска се сите споени, што заминале, што планираат да заминуваат или тие што се останати, сите се едно. Ајде една порака до сите наши македонци. Дали се наоѓа овде во Јабланица, во Дринкол, во Република Македонија, во Америка, Канада, дали е убаво, барем еднаш овие помладите генерации да си дојдат во Република Македонија, да дојдат во Јабланица, да ги отклучат оние стари зареđени катанци, затоа што убаво место одронот од Јабланица од Република Македонија нема никаде. Убаво нешто нема од тоа. Ситуацијата е таква што многу поради парчелеп го напуштија родниот крај, поради екзистенцијата за своите деца.
Некако успеваме на овој начин да ги повторно вратиме луѓето, барем да се видиме, да не се заборавиме. Селото се уште е, значи, живо, школото работи, амбулантата работи, ги имаме основните услови за живот и, како да речам, не се жалиме. Нека е денот за новогодини и побројни, да ни е жива и здрава Македонија. Да живее Македонија. Спаси, Господи, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем православnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sохраняй, Христом Твоим дитятством. Спаси, Господи, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем православnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj i Tvoje sохраняй, Христом Твоим жительством. Спаси, Господи, ljudi Tvoja i blagoslovi dostojanije Tvoje, pobjedi всем православnim hristijanom našim, nas oprotivnija darujaj. Ilija slavni, otkako dozgora mu isprati blagodatna Elisej, ovoj bolesti progonuvaše i leprozni očistuvaše, zato a na onije što go počituvat, im dava iscelenije. Molime na Gospoda. Gospodi, koji se si napravil sa svoj zbor i si naredil na zemljata da rađa mnogo različnih plodovi za naslada i hrana naša, koji trite momčinja i Danila, koga bile vo Babilon, hraneći gi so seminja, si gi pokažal posvetli od onije što bile vo slas hraneti. Ti sami od se blag caru, blagoslovi gi ovije seminja so različnite plodovi i osveti gi onije što će jadat od njih, zašto vo Tvoja slava i čest nasveti od prorok Ilija i za spomen na site makedonski svetitelji i za spomen na onije što počinale vo blagočestiva vera. Ova se prinese od Tvojite čeda. Zato, a dobar Bože, na ovije što ova go ukrasile i izvršuvat spomen, podarim se što prosad za spasenije i za naslada na Tvojite večni blaga. Po molitvite na prečistata Vladičica naša Bogorodica i sekogaš Deva Marija, i sveti od prorok Ilija, i site makedonski svetitelji, čiji spomen im go prazduvame i na site Tvoji sveti, zašto Ti si koji blagoslovuvaš i osvetuvaš se, Bože naš, i Tebe slava Ti voznesuvame, so bespočetni od Tvoj Otec, so presveti od blagi od i životvoren Tvoj duh, sega i sekogaš i vo večni vekovi. Почитувани мои, како мештаните од селото Јабланица го празнува верскиот празник Голема недела, ова 2022 Господово лето, кој се поврзува со векови во манастирската црква Свети Илија, во чест на настанот кој се случил пред многу векови за чудотворната сила на пророкот Свети Илија, кој го спасил селото Јабланица од намерата на група качарци од соседна Албанија да го запалат манастирот Свети Илија и селото Јабланица, ќе ви пренесам во наредната документарна репортажа.